Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Тетовец реагира по прозивката од градоначалникот во врска со видеото од нападот на бездомни куќиња кое тој го нарече тенденциозно. Утре на плоштадот во Тетово од 10 до 12 часот ќе биде отворен караванот за информирање и вакцинација. Културно-уметничкото друштво Извор од Јагуновци изминатава сабота го одржа својот годишен концерт. По изјавата на градоначалникот на Тетово Билјалка Сами на саботната пресконференција дека видеото на кое се гледа дека граѓани нападнат од група бездомни куќиња е тенденциозно, својата страна од приказната пред нашата камера ја сподели тетовецот Агро на Рифи кој неколку пати бил нападнат од куќиња скитници. По саботната пресконференција на тетовскиот градоначалник Билјалка Сами во врска со видеото кое вирално се прошири, а на кое се гледа како тетовец е нападнат од група агресивни бездомни куќиња, каде што меѓу другото тој рече дека на видеото не се гледа јасно дали лицето кое е нападнат од куќињата намерно ги спровоцирало или навистина се нашло во неволја. Во објавено видео на социјалните мрежи во кој не се гледа јасно дали лицето кое е нападнато од куќињата намерно ги испровоцирал или навистина се нашол во незгодна ситуација. Лицето иако тврдило дека неколку пати досега било нападнато, нема поднесено такво барање до општината. Својата страна од приказната пред нашата камера ја изнесе Агро на Рифи, кој неколку пати досега бил нападнат од агресивни куќиња скитници. Неколку дена после снимката што се појави во јавност и во социјалните мрежи, може да гледаме дека ништо не е провземено од општинските власти. Ние као граѓани што тука живееме во мало, неколку ноќи поред сме се трудиле да ги исплашиме куќињата за да се тргнат од тука, но после одредено време тие пак се враќат. Јас сум екстремно револтиран од пресот на саботниот прес на градоначалникот, каде што тој во пресот во сабота кажа дека е свесен за проблемот што е со куќињава скитници, но работава што е во негова надлежност, а не може да превзема мерки, се трудеше да го релативизира, кажувајќи дека мојата реакција е тенденциозна, дека снимката не е вистина, и дека јас сум ги провоцирал куќињата скитници. Значи, скандалозна изјава од градоначалникот за да се увери тој во каков ризик ние сме као граѓани. Имам две снимки што ми ги пратиле граѓаните во мало, за да види во каква состојба живееме и се тероризираме више со месеци од куќињава скитници. Арифи во изјава пред нашата камера зборува дека повеќе пати до надлежните институции пријавувал напади од куќиња скитници, но безуспешно. Тој во пресот кажа дека во ниедна институција не сум го пријавил настанот, што не е вистина. Секој пат настанот сум го пријавил во полиција, но поради тоа што не сум имал евидентни повреди, пријавата не е превземена од страна на полицијата, а има сигурносни камери таму што може да се увери дека колку пати сум бил јас во полиција Тетово. Во болница Тетово нормално дека не сум бил, пошто сум имал многу лесни повреди, што можел да функционирам нормално во секојдневие. Што требаше да се случи? Дали требаше куќињата да ме растргнат мене целиот за да се превземат сериозни мерки? Имам само извештај од ветеринарот за повредите што ги имаше моето куче, еве ова го имате тука. Освен тоа, случајот сум го пријавил и во општинските власти. Случајот сум го пријавил на 3.10.2022. После тоа сум бил уште неколку пати кај зградата на општинската инспекција за да ги прашам какви мерки превзеле тие за да го решат случајот. Сум им кажал дека секојдневно ризикот се зголемува и куќињата секој ден стануваат се поагресивни. Инспекторот ми кажа дека
не може да ми помогне и дека нема директна комуникација со општинските власти. Арифи додава дека жителите на населбата кај основното училиште Истикбал и гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово често се соочуваат со напади од бездомни куќиња и побара поефективно решение од страна на општината. Ова не е мој персонален проблем. Јас сум свесен, како свесен граѓанин и како член на одборот на училиштето, на 10.10.2022, 5 дена пред да ми се случи нападот што го видовте на снимката, побаров како трета точка во дневниот ред директорот на училиштето да се обрати до комуналните власти, да превземат мерки за куќињата да ги трнат од периметарот на училиштето. Значи, мене ми е многу жал што општинските власти не може да ни помогнат као граѓани и кога нас ни се ризикува безбедноста. Подготвен сум да им помогнам за да ги локализираме и да ги трнеме агресивните куќиња на почеток за ова проблематика да почне да се реши. Ако општината се занимава со бирократски процедури, наместо у терен да го реши проблемот, секој напад од куќињата скитници со последици по граѓаните ќе биде под директна одговорност на градоначалникот и на општина Тетово. Куќињата скитници се децениски проблем во Тетово и пошироко. Пред извесно време пак општината започна акција на заловување на агресивните бездомни куќиња, но и тоа не даде некој голем резултат, со оглед на тоа дека и понатаму градот е приплавен со куќиња скитници. Во врска пак со изградбата на регионалниот шелтер центар во општина Врапчиште, градоначалникот на Тетово Билјалка Сами изјави дека допрва треба да се подготви целата процедура за реализација на проектот. Утре на плоштадот во Тетово од 10 до 12 часот ќе биде отворен караванот за информирање и вакцинација, кај што граѓаните ќе имаат можност да се информираат за редовните вакцини за деца, вакцините против грип и COVID-19, а на лице место ќе имаат можност да примат и вакцина против коронавирусот. Караванот од Тетово ќе продолжи во Боговиње и Теарце. Утре 25 октомври на плоштадот во Тетово од 10 до 12 часот ќе биде отворен караванот за информирање и вакцинација. Во рамки на караванот граѓаните од стручни медицински лица ќе можат да се информираат за редовните вакцини за деца, вакцините против сезонскиот грип и COVID-19. Тимовите за имунизација кои патуваат со караванот ќе обезбедат вакцинација против COVID-19 на лице место. Додека е отворен караванот, граѓаните на располагање ќе имаат и услуги за мерење крвен притисок, организирани во соработка со Црвениот крст на Република Северна Македонија. Ние како општество знаеме дека сме помалку вакцинирани од потребната процентуалност на заштита на населението и продолжуваме со кампањи на различен начин да искомуницираме со јавноста за зголемување на процентот на вакцинирани кај во нашата држава. Vaccinations are one of the most important tools that we have. Знаеме дека самата вакцинација е особено важна алатка и дека ќе направи огромна разлика. Веќе 200 години се работи на истражување кога станува збор за самата вакцинација и самите вакцини, при што истражувањето се однесува на изнаоѓање вакцини за да може да се справиме со над 25 заразни болести. Секако и COVID-19 ситуацијата ни покажа дека самата вакцинација е особено важна и дека вакцините се особено важни, а на овој начин можеме сите да продолжиме да ги живееме нашите животи нормално. Караванот за информирање и вакцинација утре исто така ќе го посети населеното место Боговиње пред општината од 12:30 до 14:30 часот, а потоа ќе продолжи за Теарце пред училишниот двор на основното училиште Кирил Пејчиновиќ од 15 до 17 часот. Инаку, караванот за информирање и вакцинација е организиран од Министерството за здравство со поддршка од Агенцијата на Соединетите Американски држави за меѓународен развој USAID, Фондот за деца при Обединетите нации УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. Пред бројната публика во Центарот за култура или Антески смок во Тетово, културно-уметничкото друштво Извор од Јагуновци измината сабота го одржа својот годишен концерт. На годишниот концерт гостуваа Кут Бисер од Кичево и Кут Шумадија од Влашка, Република Србија.
Културно-уметничкото друштво Извор од Јегуновце изминатава сабота во Центарот за култура Илијантески смок во Тетово го одржа својот годишен концерт. На концертот публиката имаше можност да ужива во прекрасните кореографии на низа македонски народни песни, кои датираат од повеќе краеви на Македонија. Културно-сценската програма пак беше збогатена и со народни песни и ора во изведба на играорците од Културно-уметничкото друштво Шумадија од Влашка Република Србија, како членовите на Културно-уметничкото друштво Бисер од Кичево. После долго време пауза, пред се поради здравствената криза која не зафати целата земја, целиот регион, целиот свет, ние бевме спречени да го правиме овој традиционален годишен концерт. За среќа ете се малце се посмира работата, после долго време, како што кажав, повторно се враќаме на традицијата, секоја година го одржуваме традиционално нашиот годишен концерт. Оваа година за наше големо задоволство ќе бидат гости нашите членови од Кут Шумадија Влашка од градот Младенец Србија, како и нашите пријатели од Културно-етничкото Бисер од Кичево. Сигурен сум, не се надам, него сигурен сум дека публиката навистина ќе има двочасовна програма за уживање. Ќе проследи неколку кореографски постановки скоро од сите краишта на Македонија. Тука ќе се погрижат нашите членови Кут Извор, како и членовите на Кут Бисер од Кичево, а богатата фолклорна српска традиција, ќе ја пренесат или ќе презентираат нашите долгогодишни пријатели од Кут Шумадија од Влашка. Инаку општина Јегуновци има повеќе од 50 годишна традиција во негување на фолклорот. Се започнало од неколкумина ентузијасти кои во далечната 1968 година го основале Културно-уметничкото друштво Југохром, кое што пак во 2003 година се трансформира во Културно-уметничко друштво Извор. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и МВР реализираа превентивни активности за едукација на возачите на трактори и земјоделски машини, како и за дополнително одбележување на овие возила заради нивна поголема видливост и безбедно учество во сообраќајот. Работиме со граѓаните за да подигнеме безбедноста пред се околу управувањето на трактори и други земјоделски машини, затоа што статистиките покажуваат дека во првите 9 месеци имаме 4 жртви на сообраќајни несреќи со трактори, 20 возачи и 20 со патници. Затоа апелираме до граѓаните, особено до оние кои што управуваат трактори и земјоделски машини, да управуваат исправни машини кои што претходно се проверени и се разбира добро означени за да не се предизвикуваат сообраќајни несреќи. Целта на оваа кампања е подигнување на свеста кај возачите кои управуваат трактори да управуваат технички исправни трактори и дополнително означување на тракторите за поголема и побезбедна видливост во сообраќајот. Затоа апелирам, внимавајте на тракторите во сообраќајот и тие се равноправни учесници во сообраќајот, а возачите на трактори да управуваат исправни, технички исправни трактори и добро означени за да бидат повидливи и побезбедни во сообраќајот. Безбедноста на прво место. Изминатава сабота во Тетово беше одржан меѓународниот карате турнир во организација на карате клубот Шкендија, на кој учествуваа повеќе од 400 каратисти од 32 клубови од 10 земји од регионот. Изминатава сабота во Тетово беше организиран меѓународен карате турнир. Надпреварот се одржа во спортската сала на Средното медицинско училиште. Зад реализација на турнирот стои карате клубот Шкендија од Тетово. Карате клубот Шкендија од Тетово денеска организираше Златен куп, на кој учествуваа 420 каратисти од 32 клубови од 10 земји од регионот, информираше Бесник Мурати од карате клубот Шкендија. Надпреварот за отворен го прогласи градоначалникот на Тетово Билјалка Сами. Поштувани представници од Федерацијата од регионот, поштувани учесници на овој настан, мило ми е што денеска Тетово е центар на овој голем настан во каратето на овој турнир
Затоа голема благодарност до организаторот, до професор Песник за овата Тетово да биде центар на овој голем регионален настан. Затоа земам као Врска во следните години овој настан да го подигнеме на повисоко ниво. Посебно е чувството да се биде покрај големите икони во каратето, како Инвер Идриси, мој пријател, заедно со председателот на клубот Шкендија, некогашен подпредседател на Карате Федерацијата Бесник Муратин. Заедно можеме да направиме големи работи за нашите деца, граѓани, спортисти, порача Касами. Големиот број победници добија пригодни награди, пехари, медали и дипломи. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова празнично издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!